Здраво на сите. Во ова видео ќе направам една мала обука како можеме да направиме подкаст. Јас нема да навлегувам во детали и да одам детално, затоа што нема потреба. Нема да се бара од вас да бидете професионалци во ова, туку да ги знаете само основните нешта кои што ви се потребни за да направите еден убав, фин, малку професионален, да не биде па тој подкаст со преголеми грешки или видео, што и да правите. Значи, треба да ги знаеме тие основни нешта кои што треба да се внимаваат при работата, кога нешто снимаме аудио и кога едитираме. Јас пред мене имам текст кој што го одбрав, еден буквално било каков текст одбрав, за да чисто да ви покажам како целиот процес на правењето подкасти се одвива. Во процесот на правењето подкаст имаме неколку аспекти. Тоа имаме текст кој што претходно сме го напишале, може и да не е наше авторско дело или текст, значи може да е и туѓа книгите, аудио книги, туѓи може да кажеме да се читаат или текстови или што и да е, меѓутоа ние ќе практикуваме тоа, да бидат авторски, иако може некогаш ако видиме дека би помогнале на другите луѓе некој текст, може да го направиме и да примениме и тук текст, меѓутоа она што е важно е секогаш при туѓи текстови да го именуваме авторот на пишуваниот текст. Сега, јас овде сум напишала за духовниот мир. На кој начин се прави? Значи, јас овој текст го читам. Меѓутоа го читам со тоа што внимателно сум свесна и присутна во сегашниот момент. Издолжен ми е рбетот, гласот ми е продлабочен, претходно може да правите мали вежби со уста или да исплазите јазик неколку пати во смисла на звуци како да се зголеми длабочината на гласот. Пред зборување, зашто ќе приметите на тој начин овие вежби влијаат на чистиот говор. Многу е важно да имате покрај себе крпче или салфетка, каде што ќе може да ја бришете устата. При зборување знаат да се прават едни мали звуци од устата, значи да при допирање на усните, или да имате чаша вода исто покрај себе повремено да се напиете кога зборувате некој подолг текст, кога ќе видите дека веќе устата ви се изморила, ви фаќа пена или премногу плунка имате во неа, значи малку направете пауза за целиот аудио подкаст од почеток до крај да биде окей. Сега, не би должала многу во тие некои основни работи, тоа е тоа, значи вода покрај себе, крпче за да се брише устата, зашто знае да се пени и тоа е тоа. Например, овој текст јас го читам, меѓутоа морам негде да го снимам, нели? Јас ќе ви ја дадам оваа апликација каде да си ја симнете, за оној што ќе сака да работи подкаст, се вика Audacity. Мене ми стои тука, како пин, значи јас ја имам направено пин да ми биде тука, за одма да ја најдам, инаку обично во search може да си ја побарате од кога ќе ја симнете или да си ја ставите на десктоп. Audacity изгледа вака кога ние ќе ја отвориме апликацијата, буквално е како еден софтвер мал, каде што тука се снима целиот говор кој што јас ќе го читам сега, овој текст, и на кој начин се започнува. Меѓутоа, пред да се започне со снимање, почетокот се почнува на ова дугме, односно може и на тастатурата да се стисне R, и да се започне снимањето. Меѓутоа, пред да се започне ова, многу ќе внимавате на овие аудио сетапи. Например, бидејќи јас во моментов користам микрофон, мене ми е вклучен во самиот лаптоп. Јас за да можам да знам дека ќе снимам од микрофонот, а не од аудиото на лаптопот, бидејќи аудиото на лаптопот е многу полошо, затоа преферираме микрофон. Има и друга опција, ќе ви ја кажам подоцна. Значи, внимаваме тука опциите да не се наместени. Playback device секогаш треба да биде speakers and headphones, да не биде Microsoft Sound
значи output, затоа што ќе ви снима од самиот лаптоп и многу лошо ќе звучи. Recording device, тоа е микрофонот, од каде да се снима. Сега, мене, например, ми е по автоматизам направено real text, значи по самиот самата симната, како му доаѓа, како се вика тоа во лаптопот, као дел за звуци кој што е автоматизирано симнат во самиот лаптоп. Мојот микрофон се вика Razer Seiren Mini. Сега мене лаптопот автоматски ми го штиклирал ова, ама мене ако го снимам од ова, многу ќе биде лош звукот и затоа јас давам опција да биде секогаш од микрофонот. Штом го притиснам тоа, значи дека сега знам дека ќе снимам аудио од микрофон. Значи ова е опцијата за кога снимаме подкаст директно на лаптоп. Ако немаме можност да имаме во моментов микрофон, иако се ефтини, може да си набавите ако сакате ова да го правите, но не сте обврзани, можете слободно да си го користите својот телефон. Значи да си земете со слушалки и на микрофончето од слушалките да зборувате. Но многу ќе внимавате гајтанчето да не се допира на вашата облека коса, било што, затоа што ќе пренесува многу шумови. Тоа е најбитниот дел. Ако наидете на некој микрофон докај 500-600 денари или 1000 денари, ако сакате да се инвестирате во него, земете си. Убаво е да си има едно микрофонче, ако сакате ова да го правите. Сега, значи тие две опции. Едната опција е да се снима директно од лаптоп со микрофон, втората опција е од телефон. Кога имаме аудио од телефон, јас сега ќе ви покажам како изгледа тоа. Ние ќе го снимиме аудиото и од телефонот ќе си го испратиме на мејл тоа аудио. Значи за да можеме нели да го внесеме во самиот лаптоп, мораме да го имаме аудиото. И сега јас тука имам некои примери. Еве, сме снимиле, да кажеме, еве, ова ќе го земеме како ова е аудио. Например, ова ни е сниманиот дел, кој што сме го читале од телефон со слушалки. Јас овој дел, како што ќе го префрлам на лаптоп, го лизгам тука и автоматски мене апликацијата ми го отвара, гледате како снимано. И јас тука можам потоа да едитирам, што ние всушност тоа ќе го правиме во денеска, за да ви покажам како се едитира. Со Space, со големото дугме на тастатурата се стиска play. Сега јас нема да стиснам за да не се мешаат звуците. Меѓутоа вака изгледа едно снимено аудио подкаст. Не едитирано, значи само снимано. Океј, јас сега ова Ctrl-A го зимам целото и го бришам со delete, за да ми се исклучи. Јас ќе го исклучам и ова за да ви покажам како се почнува. Притискам на рекорд за да почнам да снимам. Океј? И сега јас тука ќе почнам да снимам. Еве веќе апликацијата ми штиклира дека јас зборувам во позадина. Ајде да видиме како ќе почнам да снимам. Еве веќе апликацијата ми штиклира. Ете сум. Пак ќе го избришам ова за да ви покажам како уште еднаш почнуваме ние да снимаме на лаптоп и да читаме. Значи јас пуштам повторно рекорд. И сега тука додека се наместам ова она, сигурно ќе има некои вакви шумови. Не е важно, нека се снима. Тоа не ни е важно. Дишуваме длабоко, издишуваме и еве ни го текстот. Текстот можете да си го испратите на телефон, за да не читате вака, можете и слободно вака. Буквално можете вака да се читате. И сега почнуваме. Јас правам мала пауза за да знам, за да можам почетокот после да го пуштам, да има некаков почеток, да не биде измеѓу. Духовниот мир во целост не може да се постигне, но може да се трудиме да го постигнеме со секој нов миг или сегмент од денот да вложуваме во духовниот мир. Духовниот мир се негува со освестување на сегашниот миг, чувствување на својот живот, негување благодарност, смирение, љубов, позитивна надеж и убави зборови кон себе. Стравот произлегува од пренатрупаниот ум кој создава постојани сценарија за лоши исходи, лоши очекувања, негативни мисли, постојано внатрешен немир од негативни емоции и тоа е најголемиот зид за создавање хармонична средина во духот и телото.
Алатки за поголем мир се практикување јога, одење еднаш неделно во природа, негување духовна вера, практикување позитивни афирмации, пишување благодарности, молитва или медитација. Откако ќе завршам, стискам space или на ова дугме за стоп. Еве ми го мена целиот текст сниман. Меѓутоа, што правиме на почетокот, каде што јас сега имам тука грешки, откако ќе завршам, стискам space. Молитва или медитација. Тука завршил мојот говор. Овој дел јас треба да го едитирам. Значи, и на почетокот, пред да започнам со подкастот, имав делови каде што, нели? И сега тука додека се наместа, ви зборувам вас. Како овој дел и задниот дел, последното да се исече, за да нели има почеток, аудио подкастот да има некаков почеток кој што ќе почне од самото зборување, да не биде од да се слушаме ние во позадина пред да почнеме. Ние ќе дојдеме на почетокот со ова поле тука и ќе бараме каде ни е стартот на зборувањето. Дишуваме длабоко, издишуваме и еве ни го текст. Телефон, за да не читате вака, можете... имавме некоја пауза. Тука повеќе знаете дека тука не беше паузата пред да започнеме. Духовниот мир во целост? Океј, еве ни го почетокот. Сега овој дел, како да го избришеме ние? Значи го штиклираме токму на овој начин. Одиме повторно, да видиме дали... Не мора од почеток, туку ќе почнете негде од тука, ќе ви кажам зошто. Значи од тука зимаме и влечеме на лево. Значи со левиот маус стискам еднаш и држам до крај, додека не дојдам до овде. Гледате, држам со маусот и го ставам тука. И сега правам delete, значи копчето на тастатурата delete и еве ми го духовниот почетокот. Пред да почнам тука, овој дел повторно го штиклирам и стискам CTRL L. CTRL плюс L, значи во исто време прво стискам CTRL L, држам и стискам L и мене автоматски овој дел ми се мјутира, мјут. За да немам звуци, да немам шумови. И сега погледнете како тоа делува. Духовниот мир во целост не може да се постигне, но може да се трудиме да го постигнеме со секој нов миг или сегмент од денот да вложуваме во духовниот мир. Сега, тоа е тоа што треба вие да го научите во однос на едитирањето подкаст. Меѓутоа, некаде ќе се случи некој да ви задзвони во меѓувреме или да падне нешто и да има некој звук. Значи, истата постапка каде што имате вие нешто, некој момент, на некој звук кој што ви се додава меѓу зборови, меѓу реченици, вие на истиот начин тој дел го зимате и стискате CTRL L и повторно е мјутиран. Вие не морате помеѓу секоја помеѓу секоја пауза не мора да го правите ова, може, ако сакате, можете да го правите, не буквално тоа е ваша желба, иако е многу поголема работа, меѓутоа ако сакате да напредувате во ова и да бидете попрофесионални, убаво би било дури и помеѓу речениците да ставате мјут. Меѓутоа за почеток не ви е тоа потребно, значи водите на овој начин до крај и само почетокот и крајот ќе си го избришете. Моментално сме на крајот од зборувањето. Молитва или медитација. Завршивме тука. Повторно го зимам од тука до крај делот и стискам CTRL L. Буквално се мјутира целото и го имаме спремен едитираниот подкаст. Едниот дел од сниманото. Кој е следниот чекор? Ние штом сме го едитирале тука, одиме файл, одиме експорт as MP3, за да ни го зачува аудио, окей? Експорт, бираме место, јас ќе го ставам на десктоп, вие можете слободно посебен фолдер и јас ќе напишам примерок за подкаст. Еве вака. Одам сейв, толку, ништо друго не притискате, се сейвнува. Јас ова ќе го спуштам.
За секој случај не го исклучувајте за да проверите да имате некоја грешка за да поправите. Ако го исклучите, после тоа нема може да го вратите. Односно апликацијата има капацитет да автоматски ги зачува, ама за секој случај, значи не го правете тоа, проверувајте ги. Еве ми го примерокот кој што го снимив. Ајде да го отвориме. Се отвара во аудио верзија. Не може да се постигне, но може да се трудиме да го постигнеме со секој нов миг или сегмент од денот да вложуваме во духовниот мир. Тоа е тоа. Сме го едитирале. Кој е следниот начин? Значи, следниот начин, вие ја користите апликацијата CapCut. Океј, јас ја користам моментално апликацијата Filmora. Кој е следниот чекор? Го зимам подкастот што сум го снимала и го лизгам во апликацијата. Или не морам да го лизгам, можам да го избришам. Од вашата апликација да се стиснете тука импорт, да одите таму каде што сте го зачувале, да го најдете, каде е, примерок за подкаст, open, и го лизгаме во нашето поле за едитирање. И еве ни го стискам play. Духовниот мир во целост не може да се постигне. Океј. За да немате волку простор на почетокот, од почетокот до почетокот на зборувањето, малце ќе направите некаде, вака отприлика мал простор, неколку секунди да има пауза пред започнување и по завршување. Ова можете да го направите и во другата апликација, која што ви објаснував до сега, можете и на ова, по CapCut, каде и да едитирате. Сега, тука сме, што ни фали? Ни фали слика или ни фали видео, ни фали нешто кое што ќе можеме овој подкаст нели да го направиме. Сега можете вие да си земете од компјутер, импорт медија, некои ваши слики или видео. Видео можете да си најдете, ќе ви објаснам сега, или да одите на запишете ги сите овие информации, запишете си ги како што го следите видеото, запишете си ги во тефтер. freepik.com или одете на Google и барајте. Значи FreePik ми дава бесплатни видеа. Океј? И сега, например, ако јас зборувам за јога, пример давам. Пишувам јога, слики или видеа ќе ми отвори. Еве слики. И сега јас се зимам, например. Еве оваа ќе ја симнам. Ако сакам да имам менување на слики, јас ќе ја симнам само оваа, или не морам ни да ја симнувам, зашто многу е спор. Чекај да вака ќе направиме. Ќе земам било што. Еве да кажеме дека имаме некои наши слики кои што сакаме да ги вметнеме. Ги ставаме сите слики тука и ги редиме над аудиото, значи над аудиото. Затоа што мене ми се вертикални, јас ќе ги зголемам да бидат хоризонтални направени, за да биде убаво, зашто ако ги зачувам така хоризонтално ќе имам црно од страните, а не сакам да имам црно. Што значи го ставам тука, сликата ја ставам тука, ја лизгам, на почетокот одам со transitions, не мора вие да ставате, али е убаво да се стави, ќе ставам fade, да па ќе ја пуштам, гледате како има од црно почнува сликата да се отвора. Духовниот мир во целост не може да се постигне. Сега, како ги менуваме сликите? Убаво е да се менуваат на некои убави паузи. Не може да се постигне, но може да се трудиме да го постигнеме со секој нов миг или сегмент од денот да вложуваме во духовниот мир. Сега јас тука ќе ја вратам или ќе ја исечам. Delete. И сега ќе ставам нова слика. Например, еве оваа.
И сега погледнете. Да вложуваме во духовниот мир. Духовниот мир се негува со освестување. Гледате, на паузата фактички одиме кон една друга слика, друга визуализација на некој начин. Сега и оваа ќе ја зголемам. Сега, за да може да има некоја убава помеѓу оваа и оваа слика, да има една убава пауза. Духовниот мир. Јас ќе ставам повторно transition, зашто transition значи на кој начин да се менуваат сликите од една кон друга. Например, ако го ставам ова, сега ќе видите како се менува. Да вложуваме во духовниот мир. Духовниот мир се негува со... Тука веќе вие си играте со креативност. Не знам во капкат кои опции стојат за транзиција, ќе си одберете, меѓутоа убаво е да бидат некои поедноставни. Јас Fade стално го користам. Во духовниот мир. Бидејќи ова личи многу по-професионално, по-мирно, по некако убаво, уникатно. И на овој начин вие го правите подкастот. Океј, ако сакате во подкастот да има музика, ќе си симнете некоја музика или не мора да си симнете. Уствари, мислам дека капкат не знам дали има музика, подобро си симнете некоја музика и ајде да видиме. Еве јас ќе ставам пример една музика и ќе ја лизгам одма под аудиото. Значи под аудиото. Океј? И сега, за да можам музиката да не биде прегласна, ќе гледаме да ја намалиме многу. Духовниот мир во целост не може да се постигне, но може да се трудиме да го постигнеме Уште. со секој нов миг или Внимавајте со музиката, може да биде многу прегласна. Значи, она што ви е вас важно е музиката минимално да се слуша во позадина. Главната цел ни е гласот, никогаш музиката. Јас ја правев многу оваа грешка често и затоа немојте и вие. Значи, музиката треба да буквално да биде многу малку чујна. Сегмент од денот да вложуваме во духовниот мир. Духовниот мир се негува со освестување на сегашниот миг. Чувствување. Сосема доволно. Откако ќе го направите вие ова и ќе го изедитирате целото до крај, музиката ако ви е предолга, ќе исечете. Ќе стиснете на неа, ќе оставите полето тука и ќе стиснете cut. Овој дел delete, бришете. Овие делови на крај се за да може подкастот да заврши со градација. Само чујте. Во природа, негување духовна вера, практикување позитивни афирмации, пишување благодарности, молитва или медитација. И музиката се повеќе и повеќе се намалува. Исто на аудиото, бидејќи го ставивме мют, нема потреба. И тоа е тоа. До крајот треба вие да имате слики, значи да ставите слики за да ви заврши, нели, со менување на слики подкастот. Сега ќе ставам уште еден транзишн тука и еве сме. И потоа одите експорт. Сега јас пример сум го направила, сум ставила 10-15 слики или видеа согласно темата, значи сум била креативна и сега јас го зачувувам. Да кажеме, како беше насловот, чека да видиме. Како да поголем мир, подкаст. Како да поголем мир. Океј, супер, сме го пишале, насловот зачувуваме. Апликацијата ќе не зачува. И сега да видиме како тоа изгледа. Што сме сработиле. Стискам play. Духовниот мир во целост не може да се постигне, но може да се трудиме да го постигнеме со секој нов миг или сегмент од денот да вложуваме во духовниот мир. Духовниот мир се негува со освестување на сегашниот миг. Ете сме, тоа е тоа. Меѓутоа, исто така, кој сака да работи малку покреативно, може да користи една друга опција, да кликне на сликата која што е ставил и да отиде во,
Само да видам која беше. Значи во делот не мора. Така што тоа е тоа во однос на едитирање на подкаст. Значи снимаме, едитираме тука, зачувуваме, одиме на CapCut, го ставаме аудиото, ставаме слики, ставаме музика, го едитираме и имаме готов производ. И тоа е тоа. Тоа е тоа, буквално работата е таа. Ако некој сака подлабоко, покреативен да биде, нека си ја изучува, може да си пише на YouTube дополнителни видеа како да се лизга сликата, како да се менува тука. Например, има опција да се направи и ова, панен зум, например да почне ќе го намалиме ова, да почне тука, а да заврши тука. Океј, и сега гледајте. Пуштам плей. Духовниот мир во целост не може да се постигне, но може да се трудиме да го постигнеме со секој нов миг или сегмент од денот да вложуваме во духовниот мир. Духовниот мир се негува со... Гледате, има некое движење, нешто се случува. Значи има и таа опција, меѓутоа не ви ја барам на почеток, слободно само нека бидат слики или видеа. Видеа, опција за видеа, тоа не ви кажав, например, ќе си симнете видеа или ќе си симнете видеа од FreePic, чекај само да видам која беше апликацијата. Ќе пишете Free Videos, можете и видеа. Еве, и тука ќе си наместите, ќе си пишете пример, не знам, ако читате за пример јога, давам јога, ќе си најдете видеа поврзани со темата која што ја читате. Еве видеа. Значи тука ќе си ги симнете, ова се фри видеа и ќе си ги поврзувате едно со друго. И тоа е тоа. И исто како што ги ставив сликите, вие ќе си ставите видео. Еве, например, ако сум симнала ја видео, еве ова ќе го симнам. Сум го симнала, сум го ставила. Мене апликацијата тука Filmora ми дава опција за видеа да имам достапно онлайн, за да ги симнам. И сега одам Transition. И еве како се. Духовниот мир во целост не може да се постигне. Гледате, наместо слика имаме видео. И вака исто ставаме и дополнителни видеа. Едно до друго ги лепиме, значи сликите, видео што и да правите треба да бидат едно до друго залепени. Помеѓу видеата или сликите одиме со Fade, ставаме пауза и еве како тоа изгледа. Постигнеме со секој нов миг или сегмент од денот да вложуваме во духовниот мир. Духовниот мир се негува со освестување на сегашниот миг. Обично овие симнати видеа немаат звуци, меѓутоа ако некое видео има звук, тогаш го намалувате, ќе има исто ваква линија една тука, таа ја спуштате до крај, до доле, за да нема. Сега јас мојот глас го спуштив за да ви прикажам, значи да нема аудио звук дополнителен. Тоа е тоа. Тоа се тие најважни нешта кои што треба да ги знаете, така што ви посакувам многу успех. И ова е начинот како се всушност прави видео, како се едитира. За оние кои што сакаат понатаму и видео да си едитираат, ќе ви покажам мал пример за тоа. Например, јас имам едно видео
кое што сум си го снимила, меѓутоа имам многу грешки. Која е мојата задача? Ајде да видиме. Некој од моите видеа ќе земеме. Пример, сум го снимила видеото или имам повеќе делови од видео и ги ставам. За да можам јас, ако например ова ми е видеото, почнува видеото. Јас ставам транзиција фейд. Во нашето Пример, ова сега почнува видео и го и следиме. Исто како што едитирав на аудиото, на ист начин се едитира и во подкастот. Ако например негде се запнете, имате грешка, се мислите, ви треба време и така натаму, што се случува, што правите? Стискате cut, таму каде што пред да сгрешите, каде што сте окей. Таа грешка целосно гледате до каде ви завршува и например вие ја продолжувате реченицата од тука. Овој дел го бришете каде што имате грешка, каде што мислите, каде што имате пауза, го стискате delete и ви понатаму го имате видеото во целост, каде што продолжувате. И сите грешки така се до крај ги едитирате. Јас на почетокот кога започнав со оваа работа, јас по 3 сати ми требаше некогаш да ги едитирам видеата, затоа што навистина премногу време одзима. Јас не бев толку професионална, толку добра во зборењето, ми требаше време, уште учев и многу грешки правев и морав да ги поправам. Така што не се секирајте ако имате грешки измеѓу, don't worry, се учи, само со работа и со напредок. Значи тоа е тоа, таму каде што имате грешка, стискате cut, до каде што имате пауза или грешка или што и да имате сте се збуниле, го стискате тој дел, значи таму каде што ви е грешката, го стискате, полето со грешното и стискате delete. И тоа е целиот процес, додека не го изедитирате видеото од почеток до крај. На крајот, вообичаено, повторно ставам fade за да заврши, нели, да има некаков крај видеото. Сега јас тука имам апликација за гледање и други видеа, меѓутоа примерот, ме разбирате да има секогаш завршување. Ете во кратки црти како се едитира видео за оној кој што сака да почне со видеа, да не биде подкасти само. Така што се надевам, ако имате било какво прашање, слободно пишете ми, ќе ви дообјаснам. Тука сум за тоа. Мислам дека ова е лесно, вака кога се зборува, кога се објаснува, е многу комплицирано. Во практична смисла изгледа многу поедноставно, само треба да ги знаете цаките, овие мали нешта кои што ви се неопходно важни за да направите едно убаво фино видео или аудио подкаст. Аудио подкастот е малце потежок затоа што гледате, има една апликација, прво тука се снима, па се едитира, па после тоа се става во друга апликација, па се става музика, па слики, ама доста се убави подкастите, убава работа и креативна работа и видеата секако се убави, меѓутоа тоа е ствар на личен избор и за почеток мислам дека убаво би било да учите од се по нешто. Млади сте, напредувајте, учете и понатаму може не знаете каде ќе ви помогнат овие нешта или приватно или професионално да си почнете нешто свое, нешто ново, нешто креативно. Ето тоа беше од мене, се надевам на успех и на помош, а за било што пишете ми на мејл.